токму затоа ние продолжуваме на тема блиска до вашава, односно Ирена ќе ни најави настан во организација на издавачката куќа Илика, како што разбрав. Добро утро, Ирена. Добро утро, Искра. Гледам многу книги позади тебе. Да, токму така, многу книги позади мене. Ќе дојдеш дали ги прочита. Договорено. Повели. Добро утро, Искра, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро се јавуваме од центарот, од срцето на Скопје, во едно преубаво и топло место, убава атмосфера, кафе книжарница Илика, и ќе зборуваме за месец март, месецот на женското писмо. Веднаш до мене има две млади дами. До мене е Марија Велинова и Катерина Шекутковска. Катерина е исто така и уредничка, главна и одговорна уредничка на издавачка куќа Илика. Добро ви утро, ви благодарам што ова утро ја отворивте вашата кафе книжарница за нашата екипа. Убаво место во центарот на Скопје, место каде што не само Скопјани, туку сите љубители на убаво пишаниот збор може да дојдат поготово овде наутро на топло чајче или утринско кафе, да прочитаат убав весник. Весниците се и од Македонија, меѓутоа и од странство, и да прочитаат некоја добра книга. Вие сте млади на нашиот пазар како издавачка куќа. Месец март го одбележувате во знакот на жената, во знакот на женското писмо. Имавте настан во сабота и да ни каже еве Марија за почеток што се ќе се случува во месец март во кафе книжарница Илика. Во месец март во кафе книжарница Илика се одлучивме да ги истакнеме книгите пишувани од жени, со тоа што ќе ги отстраниме сите останати кои што може да ги засенуваат на нашите полици, и под мотото слободни и нежни решивме да тоа да го правиме цел месец, од тоа што ќе им дадеме предност, и почнувајќи од саботата ги запознавме нашите посетители и читатели со тоа што можеме ние да им понудиме. Па до крајот на месецот им спремаме и читателски клуб, секако на книга која што е пишувана од жена и е наше ново издание, тоа е Девојчински спомени од Ани Ерно. И така, планираме цел месец да биде во овој дух, со цел да може повеќе да се запознаат со тоа што која е нашата книжевност, па и странската книжевност која што е пишувана од жени. Споменавте книжевен клуб, ајде малку да ги информираме гледачите околу тоа. Книжевниот клуб е замислен така што секој кој што сака може да се пријави и да дојде, и во една таква слободна атмосфера да ги искаже своите импресии за книгата, па овде да се развијат и дискусии кои што нема да бидат обременети од некои предавања или од некои тешки размисли, туку едноставно ќе може секој да размисли што прочитал, како тоа влијаело на него, што мисли, па дали има некоја критика за делото, секако и од лоша страна може да се зборува, секако тука нема граници. И така, ова планираме да го тераме секој месец, со тоа што ќе може да се разменуваат луѓето кои што доаѓаат, и така некако да го шириме нашиот круг. Значи да се развива, целта е да се развива дискусија меѓу читателите. Катерина, вие сте млада издавачка куќа, постоите веќе 2 години. Како главна уредничка, може ли да ми кажете еве како досега се пробивате на македонскиот пазар? Мислам дека имате одличен маркетинг и веќе ве познаваат читателите се повеќе и повеќе. Да, добро утро и благодарам многу за комплиментите пред се. Се надевам дека и другите исто така ја доживуваат Илика, издавачката куќа и кафе книжарницата. Ние ја основавме издавачката куќа кон крајот на 2022 година, што значи не постоиме односно околу година и пол. За сега имаме издадено 3 книги, преводи од германски јазик и од француски јазик на македонски. За сега многу ми е драго како оди, драго ми е како публиката, читателската публика во Македонија ја прифаќа концепцијата на издавачката куќа Илика, и исто така како го прифаќа овој нов простор во Скопје, кој што е мал, меѓутоа со големо срце, отворен за сите читатели и отворен исто така за да ја афирмира онаа литература која што можеби во големите книжарници не е толку истакната. Значи ние се фокусираме повеќе на изданијата од помалите издавачки куќи, како на пример Art Connect, Бегемот, Сказнувалка, Sigma Press и така натаму. Кажа
мала книжарница, јас ќе кажам многу топлина овде во вашава книжарница, кафе книжарница Илика. Ајде една препорака од вас до гледачите, до читателите за книги на месецот, бидејќи месецот март го одбележувате во знакот на женското писмо. Кои книги би ги препорачале на гледачите за овој месец? Така е, значи овој месец би сакале пред се да го истакнеме нашето најново издание Девојчински спомени од Ани Ерно. Ани Ерно е една француска писателка која што во 2022 година ја освои Нобеловата награда за литература, така што топла препорака. Нашите изданија други, Мачката Елеонора и Продавницата за желби на Алберта се овој месец на 20% попуст, исто така книги од жени. Покрај тоа би сакале да ги истакнеме и романот Вегетаријанка, Светилникот од Вирџинија Вулф, еден современ класик, поезијата на Александра Спасеска Прости песни, феминистички народни песни од различни автори и авторки и Стрипотерапија од издавачката куќа Темплум. Да. Тоа се значи ете така 7-8 книги, ваш предлог за читање, за книга за читање за месец март. Што друго нуди издавачка куќа Илика и кафе книжара Илика на своите посетители, читатели, љубители на убаво пишаниот збор? Значи пред се нудиме еден простор каде што може сосема во тивка и мирна атмосфера луѓе да го прочитаат дневниот весник, да се напијат едно кафе, да разгледаат, нели како што кажав, да ги разгледаат книгите на оние издавачки куќи кои што можеби не се толку истакнати во големите книжарници. Исто така нудиме и топли препораки. Ние сме тука како луѓе кои што доаѓаат од филолошкиот факултет да препорачаме која книга треба да ја читаат овој месец, да најдеме нешто што е соодветно на нивниот интерес. И пред се надеваме дека тука може да ги најдат најактуелните изданија, значи нешто што е ново, нешто што е современо, така натаму. И за крај би сакала само една порака до читателите, до сите оние кои што не гледаат во моментот. Па само нека останат слободни, нека не посетуваат и да шириме заедницата која што ќе биде една пријатна и топла и ќе може да се развиваат понатаму нашите книжевни способности. Да споменеме само дека и младите, целта ви е младите да ги привлечете што повеќе да читаат, затоа и се рекламирате повеќе на социјалните мрежи, каде што ве следат младите и многу сте успешни во тоа. Јас ви благодарам за тоа што ја ширите вашата љубов кон убаво пишаниот збор и кон младите генерации. Благодарам многу. И уште еден апел овој месец, бидејќи мотото ни е слободни и нежни и фокусот е на женското писмо. Поддржете го женското писмо, купете книга од некоја авторка, можеби некоја нешто што не е толку популарна. Тоа би било мојата порака да читате. Тоа би било придонес до женските автори, жените автори, оние кои што пишуваат и кои што создаваат литература, односно убаво напишан збор. Ви благодарам уште еднаш, млади дави, ќе ви посакам многу успех во она што го работите и до наредна прилика. Благодариме. Ние, почитувани, се одјавуваме овде од центарот на Скопје, од кафе книжарница Илика. Ако се слушаме со Искра, доколку можеби имаш некое прашање до нашите гости, јас можам слободно да им пренесам. Од твоите млади дами, сега преминуваме на оваа млада дама овде во студиото. Ти благодарам многу, Ирена. Да, значи слоганот слободни и нежни. Ние сме слободни, не сме нежни, така што во меѓувреме додека се одлучите која книга ќе ја купите од некоја македонска авторка, можете кај овие слободни жени да им се обратите. До крај